Граѓаните се погласно се жалат дека животот од ден на ден станува поскап, премиерот Мицковски пак очекува инфлацијата да попушта. Оние кои ги анкетиравме велат дека состојбата со цените веќе е алармантна. Одамна домашниот буџет не им е доволен за да го покријат месецот и додека премиерот тврди дека се водат домакински политики кои се во интерес на граѓаните, се надева дека бројките на инфлацијата полека ќе одат надолу. Дел од граѓаните реагираа дека ситуацијата во маркетите е сосема друга. Тврдат дека производите тука се поскапи од Германија. Поевтинување не сум приметила, а покачување гледам секој ден. Во сите маркети на различни производи, различни цени. Доволни ви се средствата кои што ги добивате за покривање на месечни трошоци? Не. Не можеме да се пофалиме тука. Секој ден се менјаат цените. Опасна работа, докај ќе биде ова, ама не. Не мини да се намалат. Една Германија е поевтина од нас. Еве сега бе пред месец ден се вратив, цените се поевтини. Па што знам, поскапување, поевтинување не верувам. Очекувањата на премиерот се дека инфлацијата, која статистика треба да ја објави утре, ќе се движи околу 3%. Годишната пак за 2026-та очекува да биде и под овој процент. 2025-та пак се заврши со стапка на инфлација од над 4%. Познавачите велат дека инфлацијата во земјава не е поради големата побарувачка, туку поради лошиот пазар во делот на трговијата со прехранбени производи. Значително расте и увозот на храна, па така лани за тоа биле потрошени рекордни 1,1 милијарда евра. Еднаш неделно се иде на шопинг, тука се купува све, тоа е современо живење. Значи, ако собраат најголем дел од побарувачката, кај себе тие маркети. Немаш кај да идеш, нема алтернатива, се затворија кранапчињата, се затворија зелените пазари, скоро затворија. Оние ситни дуќанчиња кои што не можеше никој да ги контролира, ги менува цените. Неколку луѓе во Македонија ги одредуваат цените на сите тие производи. Може би некој позитивно раздвижување би било влегување на овие големи ланци на маркети, по примерот на соседството, кои што ќе ја зголемат конкуренцијата. Инаку, според анализите, за 2 години синдикалната минимална кошничка се зголемила за над 9200 денари. Статистика пак во пресметката на инфлацијата ќе ја примени новата регулатива од Европската Унија. Оттаму тврда дека нема да има промени во производите кои влегуваат во анализата. Ќе има само мали измени во нивното групирање.